слушај вам, психоделија да ти се сврти у глава. Неонки, Blade Runner, се врти. Ти, Јанко, не си нормален. Фала. Луѓе, не ми се верува. Не ми се верува. Колку и да сакам да го обвинам системот, колку и да сакам да обвинам некој друг, овој систем ние го изградивме, граѓаните. Овој систем е од нас изграден. Овие политичари се слика и прилика на нас. Има и подобри луѓе и полоши луѓе. Кој сакате да ве владе? Ајде да се навратам на нас. Иако често ми викаат, не го критикувај народот, доволно изнамачен, доволно пропател. Што пропател? Од што е намачен? Ни војна води, се бори за сметки, за што? Кој ќе му дојде густо за пари, си пакуе парталите, си оди. Овдека чат, пат, каков таков, мизерен не е животот, не е ни благодет. Не е благодет. Едва и се крпиме, ама толку лошо не е. Се дигна голема джева, дали одморот во странство е луксус или не? Ај кажете ми, дали идење на одмор во странство е луксус или не? Еве, не мој викате, ама ја само до Грчка оти ми е поевтино. Океј, ама странство и Малдиви. Значи, истите привилегии кои ќе се дадат на сите и према кои ќе се рачуна, ќе бидат и тие што ќе идат на Малдиви, у Шпанија, во Италија, во Австрија, на скијање. Знаете, чудно е веќе што е сиромаштија. Пажи, сиромашен нема што да јаде, ама секој сиромашен денеска има мобилен телефон и кола. Добро, објаснете ми што е тогаш сиромаштија. Во Македонија никој не умира од глад. Има гладни. И им се помака. Што приватни, најмногу црковни институции, као Македонската православна црква, која подготвува постојано оброци за гладните, оние кои не можат да си дозволат. И пак кога разговарам со свештеникот и со луѓето таму, кои носат секаде, да, има тешки случаи, ама никој не умрел од глад во Македонија. Кај ни е проблемот? Оставам ова да се размислува. Не давам суд, не бранам никого. Нити го спорам вашиот став, нити го оправдувам владиниот. Ја велам, дајте да размислуваме, да збориме, да се разбереме што сакаме и што треба. Затоа што за лајање е лесно. Јас сум првиот лајач. Поише од мене никој не лаја. И кажете ми една друга работа. Оваа недела, оваа седмица, пред Великден, е една од најтешките во историјата на Македонија. На Велики четврток не убија деца, Смилковско езеро. Деценија и повеќе има од тогаш. Дали ви текнуе колку перверзно некои правеа политички поени со тоа? Пред некоја недела имавме трагедијата во Кочани. Ако ништо друго, барем не се дозволи политика од тоа. Сега има, ова било против туја, ова било вака. СДСМ излегува да збори за морал и етика, а како да ти кажам, тој е као педофил кој ќе излезе да ги брани правата на децата. Кај бевте сите изминати овие децени, кога поставувавте вакво судство, на неказнивост во ова општество да може секој да прави што сака. А тоа е сега следната борба, нели? Како да го измениме системот. Јас знам дека оваа власт од како дојде, јас сум лично сведок. Барем првиот ден во едно министерство 3
кривични пријави се поднесени за еклатантен криминал и крадење. Вака купови документи. Дадени се МВР. МВР ги документира и ги дава јавно обвинителство. Зошто не се процесира? А кога владата збори дека треба ветинг во судството, треба да се распушти судски совет, треба нови суди и така натаму, а од тоа било мешање. Па што сакате? Сакате не мешање и да продолжи вака или сакате мешање и да се направи? Ама не и они ќе направиле исто. Па што сте вие? Баба Вања? Извинете, ама имам доверба во овие луѓе. Колку толку покажаа доблест, прво не крадат. Второ, до сега не излажа. Може би не остварија се што ветија. Ама немаат ни година дена како дојдоа на власт. Туку, ај за нас само нешто да ве прашам. На олку трагедии, на девојче прегазено, кој е осудено 2 години. Тој што ја уби, тој што ја прегази 2 години, испадна дека судијата не е ни виновен. Дека целиот систем, обвинителот не се ни побунил за благата казна, целиот систем е така направен, све е чисто, све е јасно, нема што да се буните. Исто и за болницата, каде што изгореа живи луѓе. Имаме правосилна пресуда. Со тоа, Понти Пилат си ги изми рацете. Види, Понти Пилат ги изми рацете и пред Бога, пред Христос. До ден денес неговата душа нема да има мир. Нити има мир, нити во вечноста ќе има мир. Затоа што го задоволи светот, ама не и правдата. Не и човечка, Божја, искрена, праведна, реална. И после кажете ми, дали не треба да се прават и радикални промени. И на крај ве прашувам, дали откако ќе погинат неколку луѓе на улица ќе се испотресиме, откако ќе изгорат луѓе ќе се испотресиме, откако ќе изгинат во сообраќајки во изгорени автобуси, во 300 чуда. Нели ви доаѓа барем малку повнимателно да возите? Се треса, знаеш како, со чувство на вина, ама јас сум будала, и ја тоа викам, јас сум будала. Со чувство на вина влегувам во автомобил, кога морам. Не ми се вози, ми се чини дека кога ја возам од 79-та. Ја немам еден тежок прекршок, не знам дали имам прекршок. Никогаш не ми било одземена дозвола. Не викам дека сум совршен, далеку од тоа, и ја правам киксови. Ама живот никогаш не сум загрозил, напротив ми го загрозиле мене. Добро бе, нели ви доаѓа малце олабај го гасот, малце олабај се. Малце бе, понашај се бе, пеземе кеден како во Германија, затоа што истиот менталитет тој дојден овде, што шизи по улиците, кој ќе отиде Србија, Хрватска, како иде по на север, да видиш како вози. Колку е дозволено? 60, 59. Овде кај е дозволено 50, он вози 79. Де бе, брат, па што е? И после лудило, хипноза. Он бил изнервиран, системот не чинел. Па ти си системот, бе. Покажи дека си против со тоа што ќе бидеш најпримерен возач. Од знак почит на сите погинати, од знак на почит на сите настрадени, од знак на почит на сите што се вози 10 пати попримерно од што е потребно. Кого лажеш бе дека тебе ти се брза? Туку фрустрацијата своја партиска, на работа, семена, импотенцијата ја лечиш преку колата, преку дивење, курназлак, ароганција, без, агресија. Ја имам решение за тоа. Луѓе треба да возат, да се издуваат со своите коли, да возат 200-300 на сат. Направите една патека среда Македонија, негде во Кавадарци центар. Ќе доаѓаат од сите држави да се изнавосат. Нирбуринг е таква. Таа и за траки, многу добро ја знаете.
но е отворена кога нема трки за секој кој сака со својот Трабант или со своето Ауди А8 да се издува максимално со Поршето без ограничување. Не мора да си на автобан. Ете, ќе си плати карта, ќе се издува и после вози пристојно. Неколку дена после Кочани, ние имавме трка. Ај што се собраа неколку евани. Стотици дојдоа да ја следат трката и види ги мангупите. Не ли ве тишти? Срам ми беше да отидам до маркет, камоли да седнам. Душава ми плачеше. Во молитва бев. И го загубив и кумашинот, Бог да го прости Димитар. Нека мој царство небесно. На сета мака. Знаете како скрушен сум. Ми се чини, ако го подигнам гласот дека грев правам не само пред Бога, не пред вас, не туку пред жртвите, не одавам почит. Што не идете така на гробишта да урлате кога ги закопувате вашите? Што не идете да турирате со колите? Исто вие. Што не застанете пред црква кога има погреб, кога има молебен и турирајте, викајте, правите шкрипки? Шизофренија. Промената во Македонија ќе дојде од нас. Бидејќи православни не сте. Православен човек не загадува, не бесне, не шизи. Има контрола врз умот и врз срцето. А умот и срцето му се заедно. Тешка недела е. Повторно тешки искушени имаме за Велик ден. Го добиваме Царството Небесно. Победена е смртта. Не ли ве срами дека во вечноста нема ништо да остане од нас, затоа што ќе бидеме изгорени заради злобата, бесот, заради таа негативна енергија. Каде е љубовта? Не слушај вама, јас сум будал, тропам глупости. Нема врска.